Со 82 гласа за, денес попладне се стави крај на долгогодишната стечајна агонија. Сите пратеници едногласно го изгласаа законот за стечени работници. Од денес ќе се овозможи на 3000 лица во државата да добиваат месечен надоместок. Не, само што сме го гласаа закона и многу сме среќни, конечно после толку години да излеземе стрекни од парламентот. Блици и радосни. Невработените лица опфатени со законот треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна сопственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Ке важи само за стечајците, кои на денот на стапување во сила на законот имаат најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи. Лицата треба да имат остварено право на паричен надомест по 1 јануари 1995 година, а по остварувањето на правото на паричен надоместок да не биле вработени на неопределено време, односно работниот однос да не им престанал по нивна волја или вина. Лидерот на Сдруженијето УНИТ порача дека се прават напори во текот на наредната година да се изнајде начин со кој ќе се обештатат и стечајците кои нема да бидат опфатени со овој закон. Еве еден поздрав до сите мои стечајци, да су ми живи и здрави. И тие што ќе останевме обештетени и за нив по нова година ќе се најде решение со влада на Република Македонија. Нема ниеден да остане незгрижен. На денешната седница исто така беше донесен и законот со кој се укинува плаќањето на радиодифузната такса, а вчера пратениците го изгласаа и законот со кој минималната плата ќе изнесува 12.000 денари.